Od Ohridsko Denoveve mi javio da se zapaljene nekoliko sela. A i sve ko što će se najde pred Askerot je ubijen. Не само во Охридско, ами во цела Македонија се зголемува упловот меѓу луѓето. Da. Ne može poviti ovako. Morame nešto da napravime. Morame комитите да ги снабдиме и со бомби. А каде да ги најдеме? Јас лично се интересира во Прилепскиот район, но и тие ги немаат. Ќе се обратиме за помош до Гоце. Во моментов тој е во Штип. Само оттаму можат да не испратат. Дај Боже да ги има. Да напишеме писмо. Да. Ќе напишам писмо до Гоце. Мораме. Аскерот по нас со пушки и топови. А ние не можеме само со пушки да се спротивставиме. Да. Slobodno. Krste, кој е добро, Крсте? Дојде курирот од Битола. Каде? Еве го овде. Нека влезе. Здраво, живо, војвода. Дал Бог добро, момче. Ме испратија од Битола. Како помина по патот? Добро. Добро, војвода. Повели. Најди го веднаш Донета. Донета Стојанов, кирајџијат. Одма. Тој е сигурно гладен. Дај му нешто нека касне. Ајде.
Slobodno. Done Stasa. Si me varao, vojvodo? Ne varam. Sjedi. Sjedi malko. Vidi Done. Да ти кажам, Доне, овој пат задачата не е лесна. Не бери гаде, војводо. И за потешки работи не сум ти изневерил. Добро. Да појдем. Земи нешто за каснување. Знам, војводе. Не ми е прв пат. Здраво. Dojdi bre, Gaur, dojdi bre. Što nosiš? Ovo vreći ve, a? Oris. Oris veliš, a? A da ne je tutun, bre? Освен Орис, друго ништо нема ефект. Ако, ке види ме. Муса, дай разговарај ги бреките. Теке. Ама нема ништо само Орис ефект. Ајде ке видим, чекај бе ти, Гаурко. Каде бе? Ештреф! Енвер! Видете, тамо кај ѓаурката. А? Видиш олична каурка бе, Мусо бе. Ела вака. Кај си тргнала вака како мува без глава? Шума. Сама о шума? Како? Кој маже тој што те пушта вака сама бе? Шек! Иди ја бе! Ем лично и без на Мусо! Дојди мамо! Опа! Ајде мамо! Ајде, Муса, ајде уво. Ништо нема ефект. Дорна! Олека бе, ѓаур. Олека. Муса ке види. Аха. Омбре! Ефенди, бак. Бак. Гледам. Абе, не ли рече дека само Орис носиш, а? Орис. Кој е ова сега, бе? Бомби! Не знам, Ефенди. Некој ги ставил без да ме праша, не знам. Од небо паднале во Оризот. Слушај, мамо, ти си комита, бре! Не, Ефенди. Само Орис носев, не знам. Комита си! Целата вистина ќе ја кажеш во Битола, пред валијата. А сега, ајде пред мене, бе! Ајде! Хош булдук, ефенди, Валио. Што си подранил? Овој пат не удривме на бош. Ајде, гит. Ајде. Што има? Што е ова, бре? Бомби.
Ги најдовме кај овој комите скриени во вреките со ориз. Ашколсон? Ева. Кај овој, а? Кај овој, стани бре! Со ово ли се занимавате, бре? Копуци! Јас не знам. Како не знаеш, бре, келеш? А оризот? Чиј е? Оризот чиј е? Мој ефенди, на пазар го носев, мој беше. На пазар. Мајтап чини со вас. Мајтап. Тргнете ми го пред очи и право сандара. 3 дни без леп и без вода. Таму ќе знае се. Пеки, ефенди Валио. Ајде бре ти копук, ајде пред мене. Ќаури проклети. Се нешто не знаат. Куче едно каут. Ефендович. Призна ли нешто Ѓауров? Јок, ништо не призна. Ама ќе пропее. Ај, продолжете со мачењето. Ќе признаш? Кај се бомбите? Не знаеш кај се бомбите? Откако ги испрати бомбите за Битола, Гоце Делчев заминува за Бугарија за да ја провери сигурноста на веќе создадениот канал преку Видица, по кој требаше да се засили протекот на оружје и муниција од Бугарија. Само неколку часа од неговото заминување од Штип, неговите најблиски соработници беа известени за до неговото апсење во Битола. Другарите веднаш испратија курир по Гоце. Зборувај, откај ти се бомбите, зборувај. Не си ги даде бомбите. Не стаеш, удри го, облуми го ме. Ти текна ли откај ти се бомбите, а? Ти текна ли? А не знаеш, а? Удри! Кој ти ги даде бомбите, бе? Не знам. Не знаеш, а? Не знаеш, бе? Не знаеш, а? Зборувај. 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 Удри се бомбите, бе! Не знаеш, а? Не знаеш! Удри посила, бе! Не знаеш! Удри посила, бе! Ето, удри! Не знаеш! Стој! Кој иде? Браво, Што ќе стане војвода ако Доне открие тајната?
Кестане. Биди сигурен дека ништо нема да се случи. Познавам јас Донета многу добро. Тој нема ништо добро. Сепак мислам дека треба да бидеме малку предпазливи. Ако ништо друго, барем архивата да ја преместиме. Затоа ќе видиме подоцна, кога ќе дојдеме во Штип. Се враќам. Кој ти ги даде бомбите? Кој ти ги даде бомбите, бе? Зборувај! Зборувај, бе! Зборувај, бе! Не знаеш, а? Кој ти ги даде бомбите? Зборувај, а? Не знаеш. Ке досаш, бе! Ке досаш, бе! Не знаеш. Не знаеш. Каун! Чек профеш, бе! Чек профеш! Сега знаеш ли кај се бомбите? Знаеш ли? Се колнам во името на Бога, честа и татковината, дека ќе служам честно и верно за слобода на Македонија. Ќе ги исполнувам сите наредби на Организацијата за доброто на татковината. Ако и напакостам со нешто на Организацијата, или ако ги предадам доверените тајни, готов сум да бидам казнет со кама или револвер, за потврда на кое што ги бакнувам. Амин. Бомби во Битол. Тоа откритие предизвика вистинско чудовидување кај турските власти, кои презедоа секакви средства за да го откријат извор. Го затворија Доне во една влажна и темна дупка во која не можеше воопшто да се легне и го подложија на најстраотни маки. Го тепаа, го гореа по грбот со вжештено железо. На секое прашање за потеклото на бомбите Доне кратко одговараше: ништо не знам. Доне Стојанов беше држан во дола по цели 36 часа без леб и вода. Го мачија, но тој се покажа цврст како карп. Ништо не откри. Првиот испит заврши со победа на Организацијата. Власта не успеа ништо да открие и се заврши со осудување на Доне Стојанов на доживотен затвор. Со тоа, Доне Стојанов стана пример на револуционерна нескршливост и си создаде име во Организацијата како символ на македонската тврдост. Неговиот дотогаш безпримерен подвиг народот го опеа и во песната Дончо Штипјанчето.
dončo, vo temni sandali. Domaćija pusti Turci, vo tesni dolapi. Le, 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 dončo za žalenje. Of, 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 dončo šti piangeto. Aferim bre, Kaleš dončo, nikoj ne izdade.